mislim da i ja i cijela ekipa jedva čekamo tu utakmicu, kako što ste rekli, praznik neki opet, da pokažemo da možemo i kao što svi kažemo da želimo to pobjedu i vjerujem da može biti ta srijeda. Oni ne žele da se igra protiv njih nešto snažnija obrana, da se, kako kažemo, da se ih tuče, da u tom vidi da ne može oni ovako skandinavsko lagano da rješavaju stvari i tome mislim da je najveći njihovi problem, pogotovo kad su sad, kako ste rekli, u finale kupa izgubili, bilo je neka utakmica gdje stvarno nisu mogli nešto napraviti kako oni su si zamislili. Cijeli skandinavski rukomet, pogotovo danski, sloni na tome da se trči, da samo lopta što ide što brže, što bolje, nema nikakvih akcija, nego samo više 1 na 1 i u tome rješavaju sa svoju snagu, sa nekim svojim stilom igre. I da, prva utakmica stvarno smo ušli njihov, kako se kaže, mlin, njihova kola, a sad znam da nećemo, da drugačije isto oni će osjetiti kako je da se igra ispred prave publike, to njima nije poznato, tamo je totalno drugačiji stil navijanja i toga. I u tome ja mislim da je neka naša velika prednost u tome i da ćemo zaustaviti ta njihov mlin, da će oni trebati nas da se plaše. Treba tu spomenuti našeg Aleksa Vlaha, isto se dobro tamo našao, ali kako što se rekli, mlađi danski igrači, skandinavski dolaze sad naprijed. Mikel možda više nije to što je bilo prije par godina, ali uvijek, on je još uvijek varedan igrač, a isto i njemu nije dobro da ovaj kontakt, tako da na tome trebamo mi graditi neki stil. Ali od prošle godine par igrača se promijenilo, ali mislim da nije to nekad sad drugačija puno ekipa od prošle godine i znam kako se i prošle godine dosta puta pobjedilo. Мислам дека обврска ќе ни биде на последниот надпревар да покажеме и најдобра игра, да ги израдуваме нашите граѓани, нашиот град, нашите навивачи, а пред се и нашите играчи, цело водство на нашиот клуб. Последна утакмица со можеби еден од најдобрите екипи во нашата група. Несомнено е зошто се и на првите две позиции тие и Кил. Екипа која доаѓа од еден европски и светски олимписки шампион со едни такви звезди од Ландин, Хансен и нови звезди кои се во надоаѓање. Мислам дека стварно ќе треба да уживаме на оваа утакмица, да дадеме се од себе и да се поздравиме оваа година од Лигата на шампиони со мисла дека за многу брзо време повторно ќе бидеме дел од тоа елитно надпреварување и со уште поголеми амбиции да влеземе во тие надпревари. Здравје Боже кој ќе доаѓаат, се надевам и наредната година преку вајлдкарта. И можам само да ветам, да кажам, затоа што ќе дочекаме екипата на Алборг, онака како што и сите претходни надпревари ги игравме тука во нашата сала исполнета до последното место. Апел, повик, стварно знам дека карти веќе и нема во продажба, имаме јавувања за место повеќе се бара за таа утакмица, али наша, можам само да кажам, да обеќам дека ќе се бориме до крај, до 60 минути да излечиме што поголем резултат со овој ракометен гигант. Па тие утакмици беа почеток на нашата игра во нашето надпреварување во Лигата на шампиони и можам само да го кажам како еден грч, една трема од тие звезди, од тие имиња ракометни, но тоа е веќе минато и многу не би се ни осврнувал на таа утакмица, затоа што таму можеше да се види само една екипа, тоа беше Алборг со цела нивна транзиција и повраток во одбрана. Сметам дека оваа утакмица ќе биде и сакам да биде друга, али ќе видиме. Утакмицата со Охрид е нешто друго. Овде имаме право и да сгрешиме во Лигата на шампиони, веќе сме направиле толку грешки, немаме освоено вота, додека во македонското првенство немаме право на грешка. Екипата на Охрид доаѓа
дојде можеби спремна 2 недели ја спрема утакмицата со нас. Тие после утакмицата со Бутел има една утакмица со Струга која сигурно не ја спрема, се спрема директно за нашата утакмица, а ние Охрид го спремавме само ден после Кил, кој имавме едно тешко гостување во Кил, дојдовме во петок, имавме еден тренинг во сабота и јас сум горд на моите играчи што покажаа карактер кога 13 минути пред крајот губевме 2 разлика, на крајот победивме со 4. Значи направивме една разлика од 6 гола, а во ниеден момент не отстапувавме од нашиот стил на игра. Игравме со транзиција, не се кај главните играчи, тука морам да ги извојам, значи од Филип Кузмановски, Пешевски, Богдан Радивоевиќ, Руди Сери и можеби најдобриот Марко Кисич на голот, кој направија таква разлика, да со одбраните негови да почувствуваме ветер во грб и да одиме во таа транзиција, каде што не ни се закочи раката, бевме мирни во завршетокот и извојувавме една тешка победа, но сладка. Нас ни требаат бодови, не ни треба разлика, нас ни треба, мене лично ми требаат свежи играчи за наредните надпреварувања и мислам дека ние ќе бидеме поразлични кога ќе заврши Лигата на шампиони, кога ќе дојдеме во тој ритам на игра сабота.